Здраво, ова е 40-тото издание на Видеологија со Златко Јелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Unsane на Стивен Содерберг, во кој станува збор за Сојер Валентини, глумена од Клер Фој, која е недоброволно задржана во ментална институција. Таму таа се соочува со незиниот најголем страв, која доведува до работ на полудување, не можејќи да утврди дали видените призори се продукт на незините илузии или па се реални. Манипулираната девојка се обидува да отпочне нов живот во друг град, оддалечена од семејството, без вистински пријатели и случаен избор на сексуални партнери. Гледачот постепено се запознава со причинителите за отпочнување на нов и заборавање на остатоците од претходниот живот, меѓутоа демоните од него ја демнат каде и да оди, што и да прави. Тоа се чинители кои го оформуваат овој стадиум на постојана невротичност, односно параноја од присуство кое ја наблюдува оддалеку и одблиску. Незиниот престој постојано се продолжува во менталната институција, не баре главниот лик е заглавен во бирократските лавиринти на Франц Кафка или пак се движи во болничките катови од расказите на Дино Буцати. Таа станува заробеник на еден многу поголем корумпиран систем кој се храни со експлоатирање на неговите сочинители. Имено, станува збор за една притаена бизнис стратегија во која се инволвирани неколку институции, чие што соработка ќе стане лукративен и профитабилен потфат. Психијатрите и психолозите преку замката на рутинските формулари ставаат во стапица невини жртви кои имаат доверба во нивниот збор и на тој начин ги институционализираат, односно пополнуваат квота на менталните институции во кои ги полнат креветите со здрави луѓе, кои наводно самоиницијативно побарале помош и на секој можен начин ги задржуваат во нив, додека има пари во осигурателните компании за плаќање на тој престој. Тоа значи дека и овој филм е обременет од проблемите и неповолностите на дефектниот здравствен систем. Подхранувањето на стравовите и траумите со една интензивна халуцинација, снимена со двојна експозиција и предизвикана од подметнати дроги, сценариото на Джонатан Бернстин и Джеймс Гриер го соголува до основните постулати психолошкиот хорор и трилер жанр, но убедителната очуденост на Клер Фој воочлива во сите кадри, ја продава приказната дека е заробеничка на погрешниот избор за споделување на довербата, додека не се вклучат незините нагони за преживување. Таа ќе добие критика зошто не ја глуми улогата на имагинарна девојка од нечија фантазија, трансферирајќи ја од едно заробеништво во друго. Секој преживувач на овој терор ќе остане со неизлечиви длабоки рани. Афирмираниот режисер Стивен Содерберг пристигна на темната страна. Тој е еден од режисерите кои работат на принципот еден за мене, еден за нив, снимаат еден филм за големите студија и еден за собствените естетски критериуми и нарав. Логан Лаки наспроти Side Effects или пак предстојниот двоец на најавени филмски проекти, составен од спортскиот High Flying Bird и The Laundromat, односно филм за банкарскиот скандал за политичарите кои си ги пере парите, глумени од Гери Олдман и Антонио Бандерас. Доаѓањето во хорор жанрот беше изведено со голем број на неговите препознатливи парадигми, односно естетските наклоности кои го прават голем режисер. Во филмот го понесе својот кафкијански сензибилитет на безизлезност во лавиринтот на менталните институции и осигурателните компании, не бар ликовите се во кукавичко гнездо на Форман, кога покрај главниот лик се разбира е лудата Джуно Темпл, и обсесивноста на филмовите на Полански е забележлива во овие ходници, кои на моменти изгледаа како да се чекори во шок коридор и го довлечка своето другарче Мет Деймон да му биде епизодист во филмот. Меѓутоа, сепак неговиот евримен се соочи со херојскиот потенцијал и го победи злото, кое остава трајни последици на секој преживувач.
Експерименталниот порив на режисерот да го сними филмот на iPhone 7 со помош на филмска апликација, колку што е смело, толку знае да биде и погубно за него. Претходно има работена серија на смартфон за HBO. Секако дека на техничко ниво е изводливо ова дело за буџет од 1 милиони долари, но филмот не се прикажува на студентски или експериментални филмски фестивали, туку на Берлинскиот филмски фестивал, кај што беше во конкуренција на мултимилионерски филмови кои не беа осиромашени од технолошките достигнувања за доловување на врвна филмска естетика. Мајќи го тоа во предвид, Содерберг докажа дека на еден мајстор не му се потребни скапи играчки, кога занаетот е неговиот алат. Самиот го монтираше и фотографираше филмот под псевдоними на неговиот татко и мајка, Питер Ендрюс и Мери Ен Бернард, но технологијата му овозможи да употреби дронови во екстериерот како замена за кадрите од кранови, а интериерот беше прикажан со издолжени кадри, мноштво на леќи со кои ја задржа клаустрофобијата во синилото и белината. Некои од ликовите се толку убедени во лагите кои ги продаваат за институциите, кои низ објективот на iPhone-от изгледаат како да се дел од бизарен документарен филм. Студискиот миленик и долгогодишниот соработник со Содерберг, Томас Њуман, е автор на музиката на овој филм, кој со неговите електронски призвуци ја потхрануваше паранојата на ова дело. Гледачите не се под седативи и сценариото за филмот на Содерберг го имаат погледнато во милиони верзии и покрај тоа што многумина ќе бидат навредени од косењето со логиката на филмот, ќе има и такви на кои кошмарната визуализација на снимениот свет нема да им биде примамлива, а за мој вкус фалеше еден бескрупулозен крај да ги избрка фрустрираните гледачи од киносалите, како што Трир, Ханеке и Ное милуваат да го направат во нивните филмови со едно гранде финале. Ако морам да го евалуирам, тогаш Unsane од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 40-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!